Да се зајакнува и препорачува домашната берза по која ќе се набавува електрична енергија е главната цел на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Министерката Сања Божиновска оттаму посочува дека оно што новата влада го затекна се ненаправени ремонти, кои се должат за увозот на електрична енергија. Сакаме да ја зајакнеме нашата домашна берза, која веќе постои од 10 мај 2023 година. Како што знаете, сите државни институции набавуваат електрична енергија. Бирото за јавни набавки ќе ви каже повеќе информации и сакаме да ја препорачаме нашата домашна македонска берза да биде репер за цените по кои што ќе се набавува оваа електрична енергија. Дека тоа што беше затекнато, беа ненаправени ремонти и за тоа се должи увозот на електрична енергија. Треба да имаме унифицирана тендерска документација со цел навремено и квалитетно да се набави електрична енергија и да се заштитат парите во буџетот со пониска цена на електрична енергија, велат од Бирото за јавни набавки. Треба да се подготват добри тендерски документации со цел понудувачите навремено да ги и квалитетно да ги подготват своите понуди. Интенцијата на овој настан денеска е преку Бирото за јавни набавки со воспоставениот и договорен модел на тендерска документација, што го договоривме со Министерството и со МЕМО, да до крајните корисници, тоа се договорните органи кои што ги објавуваат и спроведуваат постапките за јавни набавки, да имаме унифицирана тендерска документација со цел навремено и квалитетно да договорните органи ја набават електричната енергија, при тоа да се заштеди, да се заштитат јавните средства, односно да се заштедат парите во буџетот со пониска цена на електричната енергија, а се во насока на тоа дека треба да се обезбеди континуитет при користењето на електричната енергија, односно да се намалат анекс договорите и ненавременото започнување на постапки. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, бруто домашното производство на електрична енергија учествува со 82,3% во бруто домашното потрошувачка на електрична енергија, додека 99,8% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија, природен газ, јаглен и нафтени продукти. Според податоците, во ноември 2024 година вкупната потрошувачка по видови енергентни изнесува 657.489 мегавати електрична енергија, 39.840 природен газ, 406.318 тони јаглен и 97.594 тони нафтени продукти.